Samsung повторно ја поместила границата со својата најнова Galaxy S26 серија, која сочинуваат Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra, а оваа година очекувањата се навистина премногу високи. Во свет каде што секој нов флагшип смартфон се обидува да донесе нешто револуционерно, компанијата Samsung оди уште чекор понатаму, тоа што нуди уреди со рафиниран изглед, мокни перформанси и паметни функции, кои на некој начин имаат задача да ни го олеснат користењето во секојдневната употреба. Добре дојдовте повторно на YouTube каналот на ConnectMK во уште една ексклузивна видео рецензија. Овој пат пред мене се наоѓаат трите модели од најновата Galaxy S26 серија на Samsung. Се работи за Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Plus и компактниот модел Galaxy S26, а веб-порталот ConnectMK има ексклузивна можност, како единствен медиум од Македонија и воопшто единствен медиум од регионот, детално да ги прикаже, анализира и спореди сите три модели од Galaxy S26 серијата. Во оваа рецензија ќе ги разгледаме сите три модели од оваа серија, од најнапредниот Galaxy S26 Ultra со најнапредна камера и екран, преку балансираниот Plus модел до компактниот, но моќен Galaxy S26. Иако на прв поглед уредите од Galaxy S26 серијата не носат драматични визуелни промени во однос на претходната генерација, Samsung сепак донесува значајни подобрувања и корисни новитети. Galaxy S26 Ultra особено се издвојува со унапредени камери и нова технологија на дисплејот, која дури ја намалува потребата од заштита за приватност на екранот. Она што е најинтересно кај оваа генерација е начинот на кој Samsung ја поставува целата серија. Длабоката интеграција на вештачката интелигенција покажува дека Galaxy S серијата се движи во насока слична на Google Pixel уредите, тој е AI што не е само додаток, туку станува клучен дел од искуството, поактивно и попаметно вграден во секојдневната употреба. Оваа година Samsung одлучи дизајнот на Galaxy S26 серијата да го направи малку поусогласен. Тоа значи дека наместо Ultra моделот да изгледа како далечен, но подобар брат, сите телефони изгледаат речиси идентично. Освен новото вертикално кукиште за сите главни камери на секој телефон, не забележавме некои поголеми разлики во споредба со моделите од претходната генерација. Сепак, ако подобро се погледне Galaxy S26 Ultra, може да се забележи дека аглите се позаоблени, што му дава помек и помалку строг изглед. Samsung вели дека Galaxy S26 Ultra е и најтенкиот ултра телефон досега и на прв поглед навистина изгледа така. Промените во дизајнот кај Galaxy S26 и S26 Plus се уште помалку забележливи, но сега сите смартфони доаѓаат во исти бои, што значи дека не мора да го изберете ултра моделот само заради омилената нијанса. Новата главна боја е Cobalt Violet, што представува еден вид на сиво-виолетова нијанса. Во последните неколку години, ултра серијата на Samsung се позиционира како сам врв во Android екосистемот. Се работи за смартфони кои што нудат најмоќен хардвер, врвни камери и технологии кои што обично први се појавуваат токму во Galaxy S линијата. Со новиот Galaxy S26 Ultra, компанијата продолжува својата стратегија, но овој пат става посебен акцент на приватноста на корисниците и на интеграцијата на вештачката интелигенција во секојдневното користење на телефонот. Иако на прв поглед Galaxy S26 Ultra можеби не нуди целосна визуелна трансформација во однос на минатогодишниот S25 Ultra модел, под халупата се кријат сериозни хардверски и софтверски напредувања. Од иновативниот екран и револуционерната privacy display функција која што ја штити приватноста на корисникот, па се до поширокиот отвор на блендата кај камерата и Agentic AI функциите, Galaxy S26 Ultra го оправдува името на оваа серија, така наречени AI телефони. S26 Ultra го задржува препознатливиот дизајн на Ultra серијата, со големо кукиште и премиум материјали. Интересна промена оваа година е изборот на материјал за рамката на телефонот. Додека претходниот модел, минатогодишниот S25 Ultra, користеше титаниумска рамка како дел од премиум позиционирањето на уредот, кај Galaxy S26 Ultra, Samsung повторно се враќа на алуминиумската рамка. Иако титаниумот нуди поголема цврстина, алуминиумот овозможува намалување на тежината и подобро управување со топлината. Како резултат на тоа, Galaxy S26 Ultra е малку полесен и подобро балансиран при користење, што се чувствува во секојдневната употреба.
Предната и задната страна се покриени со зајагнато стакло, а уредот има и IP68 сертификат за отпорност на вода и прашина. Квалитетот на изработка е на високо ниво и телефонот остава впечаток на цврст и луксузен уред. Како и кај претходните ултра модели, Galaxy S26 Ultra доаѓа со интегриран S Pen стайлус. Оваа карактеристика го прави моделот особено користен за белешки, цртање и продуктивна работа, а за многу корисници токму S Pen е една од главните причини за изборот на Ultra серијата. Екранот на Galaxy S26 Ultra е 6,9 инчниот Dynamic AMOLED панел со резолуција од 3120 по 1440 пиксели и адаптивна стапка на освежување до 120 Hz. Samsung успева да понуди исклучително светол и контрастен дисплеј со одлична репродукција на бои, што го прави еден од најдобрите екрани на пазарот. Samsung телефоните традиционално важат за уреди со едни од најдобрите екрани на пазарот, но во последните години станува се потешко да се издвојат во оваа категорија, бидејќи конкуренцијата нуди подеднакво квалитетни панели, често произведени токму од Samsung. Сепак, Galaxy S26 Ultra носи две карактеристики кои што се уште го извојуваат од останатите. Најголемата хардверска иновација, ексклузивна само за Galaxy S26 Ultra моделот, е интегрираниот Privacy дисплеј, така наречен екран за приватност, кој што е вграден во масивниот 6,9 инчен дисплеј. За разлика од S25 Ultra, кој ова го немаше, новиот екран користи Flex Magic Pixel технологија, која драстично намалува видливоста на екранот од агли. Во време кога приватноста станува се поважна, Samsung воведува решение против така наречениот shoulder surfing, односно љубопитните погледи од страна. Додека порано, широките агли на гледање беа предност, денес многу корисници користат заштитни стакла и фолии која намалуваат видливоста од страна, но и го влошуваат квалитетот на приказот. Токму тука Privacy дисплеј нуди подобро решение. Функцијата може да се вклучува и исклучува по потреба, да се користи само за одредени делови од екранот, како поп-ап известувањата, или само во конкретни апликации, например банкарските. Дополнително, преку Samsung Routines може автоматски да се активира на одредени локации, како например на работа или дома. При ангол на гледање од 45 степени, осветленоста паѓа на само 3,5%, додека на 60 степени изнесува помалку од 0,9%, значи дека луѓето околу вас, например додека се возите во јавен превоз, нема да можат да ги видат вашите приватни пораки или банкарски податоци. Оваа функција можете да ја вклучите по потреба преку брзите поставки, додека конкурентските традиционални OLED екрани задржуваат околу 40% осветленост при истите агли. Втората клучна предност е антирефлективниот слој, воведен уште со S24 Ultra. Благодарение на него, екранот е значително почитлив при силна осветленост, особено во затворени простори со вештачка светлина. За разлика од останатите модели во серијата Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus, кои во повеќето региони го користат Exynos 2600 чипот, Galaxy S26 Ultra глобално го користи исклучиво прилагодениот Snapdragon 8 Elite генерација 5 чипсет for Galaxy. Во споредба со Snapdragon 8 Elite чипот во S25 Ultra, новиот процесор носи импресивни 19% побрз процесор, 24% помоќен графички чип и дури 39% побрз NPU заложен за вештачката интелигенција. Во комбинација со до 16 GB RAM, системот работи исклучително брзо и без забележливи забавувања. Апликациите се отвараат речиси инстантно, мултитаскингот е флуиден, а дури игрите што бараат најмногу работат без проблем со највисоки графички поставки. Подобрената графичка обработка и новите AI компоненти овозможуваат и понапредни функции како интелигентно уредување фотографии и автоматска обработка на видео. При секојдневна употреба, перформансите на телефонот се меѓу најдобрите што може да се најдат кај Android уред. За да се справи со топлината во Galaxy S26 Ultra, Samsung вгради редизајнирана парна комора, така наречен Vapor Chamber, кој што обезбедува 21% поголема ефикасност на ладење во однос на минатогодишниот S25 модел, обезбедувајќи поголема стабилност при играњето игри и мултитаскингот. Samsung Galaxy S26 Ultra го задржува S Pen пенкалцето како една од своите најпрепознатливи и најкорисни карактеристики, но овој пат не нуди некои драматични разлики во однос на минатогодишната S25 серија. Во однос на брзината на полнењето, Samsung со години се држеше до лимитот од 45 вати, но новиот Galaxy S26 Ultra носи подобрување во ова поле, односно сега нуди брзо полнење од 60 вати, така наречено Super Fast Charging 3.0.
Според нашите тестови, Samsung Galaxy S26 Ultra сега може да се наполни од 0 до 75% за само 30 минути, што е навистина огромно подобрување во однос на минатите генерации. Сепак, капацитетот на батеријата останува на за многумина конзервативни 5000 мАч. Иако нема зголемување на капацитетот, подобрувањата во енергетската ефикасност на процесорот и оптимизациите во софтверот овозможуваат солидна автономија. Во типична употреба, телефонот без проблем издржува цел ден активна работа, а при умерено користење може да трае и повеќе од еден ден. Ова го прави сигурен избор за корисници кои често се во движење. Samsung го задржа познатиот систем со 4 камери, но со клучни хардверски измени на главниот сензор од 200 мегапиксели и телефотосензорот од 50 мегапиксели. Отворот на блендата на главната камера е зголемен од f1.7, кој што беше присутен кај S25 Ultra на f1.4, додека кај телефотокамерата е зголемен од f3.4 на f2.9. Ова во пракса значи околу 47% повеќе светлина за главниот сензор и 37% за телефотосензорот, што драстично ги подобрува резултатите во найтографи, ноќниот режим и помал шум во услови на слабо осветлување. Нашите тестови покажаа забележлива разлика во обработката на фотографиите. Додека S25 Ultra тежнееше кон нешто порамни и потемни тонови со непотребно осветлување на сенките, S26 Ultra носи поживи, поприродни бои со подобар контраст кој не делува вештачки. Samsung со Galaxy S26 Ultra всушност ја пронајде совршената средина во обработката на фотографиите. Додека другите делови од системот добија барем никаква промена, 3 пати телефотокамерата доживеа известно назадување. Вграден е помал сензор 1/3,94 инчи, типичен за основните модели од S серијата, уште од S22 генерацијата. Ултрашироката камера од 50 мегапиксели останува идентична како кај минатогодишната, односно солидно. Од друга страна, селфи камерата го задржува истиот сензор, но со поширок објектив од 23 мм, што го олеснува креирањето групни автопортрети. Ноќните фотографии се значително подобрени благодарение на напредната обработка на сликата, а видеоснимањето нуди стабилизација и квалитет, што го прави телефонот атрактивен и за креатори на содржина. Новиот интерфејс носи напредни AI алатки, а многу од нив се значително надградени во однос на минатата година. Вистинската приказна тука е развојот на Galaxy AI, систем на функции базирани на вештачка интелигенција, кој Samsung интегрира во речиси секој дел од корисничкото искуство. One UI 8.5 носи напредни AI алатки, а многу од нив се значително надградени во однос на минатата година. Audio Eraser сега функционира и во апликации од трети страни, како YouTube, Instagram и Netflix, овозможувајќи ви со еден потек да ја намалите бучавата од ветер или сообраќај во позадината на снимките. Circle to Search функцијата е унапредена, па наместо да заокружувате еден по еден објект, сега можете да заокружите цела група предмети одеднаш и да добиете информации за сите нив истовремено. Bixby асистентот сега може директно да ги менува поставките врз основа на вашите барања, наместо само да ве пренасочува кон менито на телефонот. AI Call Screening, слично како кај iOS 26 екосистемот, S26 Ultra носи автоматско филтрирање на сомнителни повици, при што AI од непознати броеви бара да го потврдат својот идентитет пред да ве вознемират. Samsung Galaxy S26 Ultra е еден од најкомплетните премиум смартфони на пазарот. Тој комбинира моќен хардвер, одлични камери, долг век на батеријата и голем дисплеј, што е идеален за мултимедија и продуктивност. Во споредба со S25 Ultra, Galaxy S26 Ultra не представува само уште едно хардверско освежување, туку јасен чекор напред. Подобрената пропусливост на светлината кај камерите носи значително поквалитетни фотографии. Новиот Snapdragon процесор драстично ги унапредува AI капацитетите, а преминот на 60 W брзо полнење конечно одговара на очекувањата на корисниците. Најголемата иновација е Privacy Display, решение кое конкуренцијата во моментов не го нуди на хардверско ниво. Токму комбинацијата од овие подобрувања го позиционира Samsung Galaxy S26 Ultra како смартфон што поставува нови стандарди за деловна приватност и паметна интеграција на технологијата во секојдневието, и на тој начин Galaxy S26 Ultra останува еден од најдобрите Android телефони на пазарот што може да се купат во 2026 година и достоен наследник на Ultra серијата. Samsung Galaxy S26 Plus моделот е еден вид на златна средина во Galaxy S26 серијата,
и се работи за смартфон што сака да го понуди најдоброто од двата света, голем дисплеј и премиум искуство, но без екстремите на ултра моделот. Во поглед на дизајнот, Galaxy S26 Plus оваа година е уште поблиску до ултра отколку порано. Samsung го унифицира изгледот на целата серија, па разликите се минимални. Сите модели имаат сличен дизајн со вертикално поставени камери и чист премиум изглед. Сепак, ултра останува препознатлив со поголемото кукиште, поостри или специфично облекувани линии и понапредни материјали, додека S26 Plus делува како поелегантна и полесна верзија. Со дебелина од околу 7,3 мм и тежина од 190 грама, Plus моделот е значително поудобен за користење, особено во споредба со поголемиот и потежок ултра модел. Кога станува збор за перформансите, Galaxy S26 Plus нуди врвно искуство благодарение на новата генерација чипсет Exynos 2600 или Snapdragon 8 Elite генерација 5 во зависност од регионот. Перформансите се речиси идентични со ултра моделот во секојдневна употреба, што го прави Plus многу атрактивен избор за корисници кои не сакаат да платат повеќе за ултра. Батеријата е една од посилните страни на S26 Plus. Со капацитет од 4900 мАч, телефонот лесно издржува цел ден користење, а во некои случаи и повеќе. Брзото полнење од 45 вати овозможува релативно брзо надополнување, иако не е најбрзо во класата. Во споредба со стандардниот S26 модел, ова е значително подобрување, додека ултра нуди само малку поголема батерија. Камерите кај S26 Plus моделот се идентични со основниот модел. 50 мегапиксели главен сензор, ултра широка и 3 пати телефото камера. Квалитетот на фотографиите е многу добар, со природни бои, добар динамички опсек и солидни резултати во ноќни услови, благодарение на обработката со вештачка интелигенција. Како заклучок, Galaxy S26 Plus е најбалансираниот модел во серијата. Овој уред најмногу ќе им одговара на корисниците кои сакаат стабилен и голем премиум модел без да платат највисока цена. За разлика од своите поголеми браќа, основниот Galaxy S26 модел е позициониран како компактен флагшип телефон кој што нуди високи перформанси, но во многу помало и поудобно кукиште. Благодарение на најновата генерација процесори, телефонот работи исклучително брзо и флуидно во секојдневната употреба, без разлика дали станува збор за мултитаскинг, гейминг или користење на AI функции. Системот е брз и оптимизиран, а новите софтверски решенија дополнително го подобруваат целокупното искуство, правејќи го уредот одличен избор за корисници кои сакаат моќен, но компактен телефон. Кога станува збор за батеријата, Galaxy S26 носи мало подобрување во капацитетот, но во пракса нуди солидна, но не е импресивна издржливост. При умерена употреба може да издржи цел ден, но при поинтензивно користење ќе треба дополнително полнење. Брзината на полнење останува нешто пониска во споредба со дел од конкуренцијата, што е еден од ретките сегменти каде уредот не доминира. Камерите на Galaxy S26 продолжуваат да нудат сигурен и конзистентен квалитет. Главниот сензор од 50 мегапиксели испораджува детални фотографии со добар динамички опсек и природни бои, додека ултрашироката камера од 12 мегапиксели и телефотокамерата од 10 мегапиксели овозможуваат разновидност при фотографирањето. Сепак, најголемиот дел од подобрувањата доаѓаат преку софтвер AI обработка, особено во ноќни услови и при видео снимање. Иако резултатите се на високо ниво, нема драматични хардверски промени, па оние што бараат врвна камера ќе се насочат кон ултра моделот. Основниот Samsung Galaxy S26 модел представува одличен, компактен флагшип телефон кој што комбинира премиум дизајн, моќни перформанси и стабилно корисничко искуство. Ако доаѓате од постара генерација пред минатогодишната Galaxy S25 серија, надградбата повеќе има смисла. Но доколку веќе користите некој од моделите од Galaxy S25 серијата, ова представува само суптилен чекор напред, а не и голем скок. Она што сепак се издвојува како главна иновација е новиот privacy дисплеј при Galaxy S26 Ultra, технологија која овозможува поголема заштита на приватноста, без потреба од дополнителни заштитни фолии и представува конкретен чекор напред во начинот на кој ги користиме смартфоните на јавни места. Ултра моделот останува избор за оние што сакаат максимум. Најдобра камера, најнапреден дисплеј и премиум функции. Плюс моделот се позиционира како најбалансирана опција, нудејќи голем екран и силни перформанси без екстремна цена, додека основниот Galaxy S26 модел е одличен избор за корисници кои сакаат компактен, но моќен флагшип. Новата Galaxy S26 серија на Samsung представува јасна еволуција во однос на веќе докажаната формула и наместо радикални промени, оваа нова генерација носи внимателно избалансирани подобрувања
унапредени перформанси, порафиниран дизајн и фокусот е повеќе ставен кон Galaxy AI, кој што се повеќе станува централен дел на корисничкото искуство.